официјално од денес започнуваме со проект кој што е поддржан од страна на швајцарската програма ИМЕ, програмата за пазарна вработливост. Така да навистина би сакала тука да искажам посебна благодарност до нив. Тие се нашите долгогодишни соработници и партнери со кои што заеднички работиме на активности кои што се во интерес на комората МАСИТ, секако и на целата ICT индустрија. Целта е денеска што почнуваме со проектот за подигнување на свеста за потребата од заштита на правата на интелектуалната сопственост и од денес понатаму преку проектот ќе ги едуцираме нашите компании членки и не членки апсолутно и ќе работиме заедно на темата, ќе дискутираме, ќе ги отвараме сите предизвици поврзани со темата, ќе работиме на повеќе работилници со наши експерти, локални, регионални низ периодот. Да кажеме дека во рамки на проектот ќе бидат поддржани, планирано е да бидат поддржани 5 компании на темава, така да ќе испратиме секако целосни информации околу поддршката во следниот период. Години наназад тесно соработуваме со МАСИТ, со поголем дел од сите претходни управни одбори се гледаме редовно, разменуваме идеи. Високо го цениме МАСИТ како тело кое што има своја клучна улога во развојот на секторот. Оваа тема е од исклучително значење, можеби оние што сте интернационални компании, франшизи, каде што имате одредена сериозна поддршка од надвор, добар дел од овие правила и прописи ви се регулирани. Меѓутоа, ние го гледаме како неопходен исчекор во понатамошно развивање и давање на вашите услуги и тука и надвор. Имаат огромна потреба во својот развој да го заштитат она што е нивни клучен асет, а како сектор нормално дека интелектуалната сопственост, односно менталната работа ви е најглавниот и клучниот, тежишниот асет. Овие правила мора да бидат строго поставени, бидејќи свесни сте дека грешките на таа тема коштаат многу. Ќе имате успешна работа низ сите овие презентации. Програмата што заеднички работиме е одлична. Имате локална експертиза која што е долгогодишна, во соработка со и странско знаење, ќе имате многу можности да прашате, поставите конкретни примери, да се дискутира околу тоа, да се наоѓаат најдобри решенија и сето тоа да си го понесете нормално во компаниите назад. Кога би сакал некој некому да објаснува како се раѓа една интелектуална творба и како таа на крајот се претвара во сопственост, најверојатно би требало да му го покаже овој график овде, ова шаренило, кој што сосема случајно го пронајдов, но одлично се вклопува. Значи, тоа е буквално процеси на размислување, процеси на дружење, процеси на разменување на предлози, на идеи и развој од идеја преку некаков концепт до заштитено право, од кое што на крајот, покрај моралната сатисфакција за успехот да се изгенерира такво нешто, треба да следи материјална сатисфакција. Ке имаме континуирани активности во рамки на 4 месеци, фокални точки ќе бидат 3 настани, ова е првиот настан. Ке имаме контакти со посетителите на работилниците и оние кои што нема да бидат посетители на работилниците или не мора нужно да бидат работилници, настани од било каков вид, каде што ќе имаме поинтензивна интеракција. Ќе споделуваме, значи, континуирано и помеѓу работилниците размислувања со сите заинтересирани. На крајот ќе седнеме, ќе направиме едно сумирање, ќе ги средиме резултатите и се надеваме дека сигурни сме дека ќе успееме во МАСИТ да формираме едно, ајде така да го наречеме, катче за заштита на интелектуалната или на индустријската сопственост. Денешниот настан е, значи, промотивен. Ете, да започнеме со активностите, да се запознаеме, да анимираме за што поголемо учество и да представиме успешни домашни приказни или, зошто да не, и
проблеми на домашни компании со кои што се соочиле затоа што пропуштиле можеби да заштитат некое свое право. Вториот настан на кој што јас ке зборувам, тогаш веќе ќе имаме значи малку поинаков пристап, по-детален, по-стручен, повеќе влегување во материјално запознавање со типовите на интелектуални индустријски права, можностите за правото да се претвори во собственост, значи да го заштитите така натаму. Тоа ќе биде втората работилница. Ќе зборуваме за заштита на индустријската собственост кај нас и во светот, за видовите на заштита на индустријска собственост, можностите за заштита и придобивките и ризиците, и тоа ќе зборуваме за придобивките од заштитата и од ризиците од незаштитување, но и од ризици од заштитување. Затоа значи ова катче ќе биде инфоточка од која што ќе се посочи конкретна професионална помош која што ќе им биде потребна на компаниите. Јас сум Благој Христов од Македонски Телеком. Стварно мора да работиме на тоа да знаеме прво што добиваме, второ што заштитуваме, трето тоа што сме го заштитиле, како понатаму да си го браниме, оти со заштитувањето не завршува процесот, само почнува.